Добар ден, драги ученици! Вие сте во Е-училница и следите француски јазик за 9 оделение. Јас сум Елизабета Трпковска и предавам француски во основното училиште Гоце Делчев во Неготино. Што ќе учиме денес? На овој час ќе се запознаете со биографијата на една славна личност од Франција, а воедно ќе се запознаеме како се среќаваат двете минати времиња во еден ист текст. Минатите времиња вие ги имате учено L'Imparfait и Passé Composé. Најпрво да погледнеме кратко видео, кое јас го подготвив за вас, за една личност која што се вика Рене Лакост. Да видиме неговата биографија. Се надевам ви се допадна краткото видео. Следната вежба е читање со разбирање. Истиот текст што го видовте на видеото ќе го прочитаме заедно, а потоа ќе одговориме заедно на неколку поставени прашања. Еве го текстот. René Lacoste. Qui était René Lacoste? C'était un grand joueur de tennis. Son père était directeur d'usine. Il a accepté que son fils arrête ses études pour faire du tennis. René Lacoste est né le 12 juillet 1904 à Paris. Il est devenu un champion de tennis mondial. Il a inventé la machine à lancer les balles en 1927. René avait une réputation mondiale. Il était tenace et avait une réputation de crocodile. Avant 7 ans, au sommet de sa gloire, René est tombé malade. Il a eu une bronchite chronique et il a dû arrêter le tennis. À partir de 1933, René a commencé à vendre des chemises en coton avec un crocodile sur la poche. René Lacoste est mort le 12 octobre 1996. Погледнете го уште еднаш текстот и ќе видите дека сите глаголски дејства се напишани во две бои. Едната е сина и помалку е застапена, другата боја е црвена на глаголите и вие веројатно веќе препознавате дека се работи за passé composé. Ајде да одговориме на неколку прашања. Доколку одговорот ви се чини точен, ќе кажеме vrai. Доколку одговорот е неточен, ќе кажеме faux. Прво прашање. René Lacoste, le célèbre joueur de tennis, est né en France. Дали ова точно? Vrai. Точно. Justification. Il est né le 12 juillet 1904 à Paris. Et Paris, c'est la capitale de la France. Ça, vous savez. Il était français. Второ прашање. Il a fini ses études pour devenir inventeur. Дали ова точно? C'est faux. Justification. C'est faux, il a arrêté ses études pour faire du tennis. Престанал со студиите за да игра тенис. Не го завршил училиштето. Трето прашање. Son surnom était Crocodile. Дали е точно? Vrai. Justification. Каде тоа пишуваше во текстот? Il avait une réputation de crocodile. Го знаеле како крокодил.
тоест го нарекувале крокодил, затоа што никогаш не се откажувал од победата и секој пат играл до крај, се борел жилаво. Il a quitté le tennis avant 7 ans à cause d'une maladie. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Justification. C'est vrai. Il a eu une bronchite chronique, il a dû arrêter le tennis. Го напуштил тенисот затоа што добил хроничен бронхит. Последното прашање. Il est mort très jeune, à l'âge de 27 ans. Дали е точно? C'est faux. Да видиме. Justification. C'est faux, il est mort en 1996 à l'âge de 92 ans. Значи не починал на 27, туку на 92 години. Доживеа длабока старост. Веќе ви е јасно дека оваа биографија беше запознатата личност која што е творец, тој е основачот на марката Lacoste, кој што денес произведуваат патики и кошули и друга облека. Да се подсетиме на неколку реченици во текстот. Тие што беа со сина боја се напишани во минато несвршено време. L'imparfait. C'était un grand joueur de tennis. Тој бил голем тенисер. Son père était directeur d'usine. Татко му бил директор на фабрика. Il était tenace et avait une réputation de crocodile. Бил издржлив, истраен и имал репутација на крокодил. Сите овие дејства, гледате ова е глаголот être, ова е глаголот avoir, во l'imparfait, сите овие дејства во реченицата означуваат нешто што долго траело во минатото. Каде се употребува l'imparfait? Како го применуваме? Се употребува за да искажеме некој опис, како во реченицата il était tenace, за да искажеме нешто што се повторувало, што траело долго во минатото. Например, il était un grand joueur de tennis. Тој бил голем тенисер. Тоа не се случило еднаш, туку таа состојба траела подолго во минатото. Да се подсетиме на неколку други реченици. Тие што беа напишани со црвено. Тие беа повеќе присутни во текстот. Во passé composé. Како изгледаат? Il est né le 12 juillet 1904. Il a inventé la machine à lancer les balles en 1927. Avant 7 ans, il est tombé malade. Погледнете колку се различни овие реченици и овие дејства. Во првава реченица имате датум. Тој се родил на тој датум. Значи, ова дејство на глаголот се случило само еднаш, на определена дата. Во вториот случај пак имате некоја назнака. Се работи за година. Во 1927 ја измислил машината за фрлање топчиња. Таа година тоа се случило. Дејството на глаголот било кратко, прецизно означено. Тогаш, во тој даден момент. И третата реченица, на 27 години се разболел. Тоа дејство на глаголот е кратко. Не кажуваме дека долго бил болен, туку се разболел, кога имал 27 години, во тој определен, прецизен момент. Кога го употребуваме passé composé? Веќе веројатно ви станува јасно, меѓутоа да кажеме, секогаш кога дејството на глаголот е кратко, определено со некоја, прецизирано е со некоја дата, точно знаеме кога се случило, завршило во минатото, тогаш ќе го употребиме минато свршено време или passé composé. Реченицата il est né le 12 juillet 1904.
се гледа дека на таа дата е прецизирано и се случило само еднаш во минатото. Не може два пати да се родил. Се родил само еднаш. Глаголското дејство во минатото време видовме дека е изразено од двете времиња, од l'imparfait и од passé composé. Ајде да го видиме тоа со оваа шема. Првото дејство е лизе, е напишано во l'imparfait. Тоа е долго дејство. Тука е прикажано со оваа сина линија. И јас со синови ги обележав тие глаголи. Затоа што дејството непрекинато траело во минатото. Например, можеме да замислиме дека таа читала 5 минути, 10 минути или повеќе. Не е важно колку долго читала, важно е дека дејството траело, се протегало за еден временски период. Додека, во другиот случај, кога го употребуваме passé composé, le téléphone a sonné. Телефонот задзвонил. Станува збор за многу кратко, прецизно завршено дејство. Еве го прикажано со црвена линија. Или ако ги споиме двете реченици во една реченица, ќе ги почувствуваме двете глаголски дејства. Таа го читаше нејзиниот роман кога телефонот задзвони. Едното дејство таа читаше е долго, телефонот задзвонил тогаш. Еднаш, тоа е кратко дејство. Elle lisait son roman quand le téléphone a sonné. За да ви биде уште појасно, одбрав две реченици што се целосно идентични, освен глаголското дејство во првава реченица е l'imparfait, додека во втората реченица е изразено со passé composé. Да видиме како тие две реченици ние ги разбираме. И да ги споредиме двете минати времења. Во првата реченица, еве го глаголот avoir, еве го глаголот habiter. Жената кажува: Quand j'avais 15 ans, j'habitais Lyon. Кога имав 15 години, живеев во Лион. Се изразува со долго дејство. Значи цела таа година, додека имала 15 години и цело време живеела во Лион. Додека во втората реченица, еве го avoir во passé composé, еве го habiter во passé composé, како ги разбираме? Quand j'ai eu 15 ans, j'ai habité Paris. Вака напишани, како кратки, прецизни дејства што се случиле во минатото, изразени со passé composé, значат кога наполнив 15 години, се населив во Париз. Наполнив и се населив, иако глаголот habiter значи живее. Во овој контекст, бидејќи се работи за многу кратко дејство во минатото, сваќањето е дека дејството е завршено и го разбираме како се населила во Париз. Сега е на вас ред. А вументно. Одбрав 4 лика, 4 познати ликови од Франција, сите со различна професија, може би ги познавате, може би не. Првиот лик, само да видите задачата која е, треба да истражите секој од овие познати личности и да се обидете сами, да составите некоја кратка биографија според моделот за Рене Лакост. Да видиме кои се нивните имиња. Првиот лик. Elle était chanteuse. Elle s'appelle Edith Piaf. Многу позната личност. Вториот лик. Може би вие на вас попознат лик. Il était joueur de football. Il s'appelle Zinedine Zidane. Третиот лик е актерка. Elle est actrice. Elle s'appelle Audrey Tautu. И четвртиот лик е многу познат сликар. Il s'appelle Claude Monet.
Јас ви ги предлагам овие личности, доколку вие сакате да напишете биографија за некоја друга француска личност, можете слободно да одберете. Ги има многу. Задачата може да биде лесна, доколку следиме неколку чекори. Да видиме како, да си помогнеме. Прво, кога го одберете ликот, може да кажете која била неговата или незината професија. Например, ако одберете да пишувате за Едит Пиаф, може да кажете Elle était chanteuse. Како што приметувате, треба да употребите l'imparfait, бојата е сина. Потоа може да кажете кога се родил, на која дата. Веќе ви е јасно дека доколку употребите дата или го определите времето во минатото, треба да употребите passé composé, кратко свршено дејство. Понатаму може да назначите каде живеел познатиот лик. Доколку зборуваме за Едит Пиаф, може да кажеме Elle habitait Paris. Таа живеела во Париз долго време. Гледате, според синото ќе употребиме l'imparfait. Понатаму може да наведете некој опис, некоја карактеристика, некоја репутација. Пошто бил тој лик познат и доколку тоа го сторите, ќе одберете l'imparfait, затоа што видовме дека кога опишуваме некоја карактеристика, употребуваме l'imparfait. На крај, можете сами да одберете неколку назначени датуми за тој лик и да кажете што се случило тогаш. Дали освоил некој шампионат, дали ликот снимил некој филм, насликал некоја позната слика. Вие сами ќе одберете кои дати се значајни за таа позната личност. Доколку наведете дата или возраст кога тоа се случило, дејството траело кратко, само еднаш се случило, ќе одберете passé composé. Јас ви посакувам да остварите задачата, да се снајдете во решенијата и да успеете да го завршите домашното. Bon courage et à la prochaine!